Zdravo učenici, ja sam Netka Dimovska, profesor po biologija i prirodni nauki. Ova kratko video ќе ви ги дадам упатствата за поставување на експеримент за следење на факторите на раст и развој на растенијето. Што ни е потребно да го поставиме овој експеримент? За поставување на овој експеримент потребни ни се следниве нешта. Најпрво треба да имаме 3 сада. Пластични чашки, стаклени тегли или сакси по ваш избор. Потоа да имаме маркер за означување на овие садови. Треба да имаме семе, почва и вода. Што правиме прво? Најпрво ги означуваме садовите со реден број 1, 2 и 3. Зошто го правиме тоа? Го правиме тоа затоа што ни е потребно во овој експеримент да имаме 3 групи, од кои едната група, семињата во садот 1, ќе биде контролна група, а семињата во садовите 2 и 3 представуваат експериментални групи. Откако ги означивме садовите со 1, 2 и 3, ги полниме со почва. Внимаваме почвата да биде во иста количина или да ставиме исто количество на почва во трите сада. Јас веќе имам готово приготвени садови со почва. Значи, сад 1, сад 2 и сад 3. Значи, внимаваме во садовите да имаме приближно исто количество на почва. Потоа ни е потребно да имаме семиња кои брзо ртат. Во случајот семе од растенијето граф. И тоа, во трите сада ставаме исти број на семиња. Јас одбрав да ставам по 2 семиња во секој сад. Семињата кои ги ставаме, обично гледаме да ги ставиме крај ѕидот на овој сад, за да можеме да ги наблюдуваме промените што ќе се случуваат во текот на експериментот. Значи, во првиот сад ставам 2 семиња. Во вториот сад исто така ставам 2 семиња. Нормално покрај ѕидот на садот и веднаш под површината на почвата. За да можеме да наблюдуваме што ќе се случува. И исто така и во садот 3 ставам 2 семиња. Откако сме ги ставиле семињата во трите сада, еве имаме во трите сада по 2 семиња. Откако сме ги ставиле семињата во трите сада, сега во трите сада треба да ставиме исто количество на вода. Јас одбрав да ставам по 1 супена лажица на вода во секој сад. Еве, ставаме 1 супена лажица вода во сад 1, за да се навлажни почвата, 1 супена лажица во садот број 2 и 1 супена лажица во садот број 3. Ставам супени лажици затоа што овие садови се многу мали. Доколку одберете саксија или тегла, нормално дека ќе ставите малку повеќе вода. Откако сме ги припремиле трите сада, ги поставуваме крај прозор на отворено, сите 3 сада да бидат во исти услови. Значи, сите 3 сада, додека да проортат семињата во нив, треба да бидат изложени и на светло, и на топло, потполно исти услови. Сега ги земаме трите сада
садот 1, садот 2 и садот број 3 и ги ставаме на прозор. Еве го садот број 1, садот број 2 и садот број 3. Значи во сосема идентични услови. Откако сме ги ставиле садовите на прозор, на секој втор или трет ден во трите сада ставаме помалку вода. Штом проортат семињата во садовите, започнува втората фаза од експериментот. Што ќе направиме? Садот број 1 го оставаме на прозор и му додаваме на секој втор или трет ден малку вода. Садот број 2 исто така го оставаме на прозор покрај садот 1, со таа разлика што во садот број 2 понатаму воопшто не ставаме вода. Значи, почвата во садот број 2 треба да биде сува. Садот број 3 го тргаме од тоа место и го ставаме на некое темно место или го покриваме со некоја кутија, да биде потполно изолирано растението од допир на сончева светлина. Со таа разлика што садот број 2 ќе има светлина, а ќе нема вода. Садот број 3 ќе добива вода во исто количество како садот број 1 и во исто време, само што садот број 3 ќе биде во темна просторија или ставен на темно, а садот број 1 ќе биде и понатаму изложен на светло. Овој експеримент обично трае до 15 дена, што значи дека сега е добро време да го започнете експериментот и да ги следите промените. Секојдневното следење и забележување на промените се внесува во табела. Исто така, внесените забелешки можете да ги подкрепите со фотографирање на истите тие промени и да ги праќате до вашите предметни наставници. Ви посакувам успешна изведба на експериментот.